Моите филмови, како што ви можевте и да видите, а и тие Изи веќе нагласи, воглавном се занимаваат со темата која што е вечна тема воопшто во кинематографијата. Тоа е пред се темата на слободата и темата на љубовта. Значи, практично тоа се теми кои што доаѓаат од самата природа и од Бога. И не е ни чудо, ја велам, што дури и пред 300 или 350 години и најголемите филозофи, па не знам, почнувајќи од Бейкон, па преку Хобс, преку Лок и така натаму, во основата практично на современата, би рекол, цивилизација и темелите на демократијата ги втемелуваат точно тие човечки особини и вредности, као што се прво, нели, правото на живот, слободата и правото на својина. А нема... Па, не знам дали ќе може сега веќе да го преведе. А нема, мене ми се чини дека нема ништо по иманентно за слободата од, би рекол, идентитетот на човекот, од неговиот јазик, неговата култура, неговата духовност и духовноста на средината во која што живее. И во тој дух би сакал да скренам внимание, поготово на луѓето кои што се занимаваат со политика, да не забораваат и да не занемаруваат тие фундаментални вредности на светската цивилизација и демократија, која што све почесто и почесто се занемарува и се губи. И да има секој пат една работа на ум, дека со сила и на сила убавина нема. Би сакал уште еднаш сите да ве поздравам, на сите да ви посакам добро здравје и со желба да следната година може би така со едно магично стапче да не стане, да го снема овој ковид и повторно да се дружиме овде заедно и македонската кинематографија да го продолжи својот пат со добри, одлични филмови, кои што ќе не представуваат секаде во светот и ќе представуваат македонската кинематографија и Република Македонија. Има уште една работа, гледајќи оваа награда, посебно ми е драго, дека овдека пишува дека Друштвото на филмските работници на Македонија ја доделува наградата. Посебно ми е драго дека е задржано генеричкото име, она име кое што треба да стои. И мислам дека е време да исчезнат било какви комбинации околу некои бришања или негации, кои што дури одат и до тоа да, не знам, придавките исчезнат и така натаму, што ми се чини никој пат не биле ни предмет на разговор, а камоли на прифаќање. Така да ви пожелувам уште еднашка останете со добро здравје и ви пожелувам све најубаво. Се гледаме, се надевам до година во едни нови извонредни услови, онака како што знае Битола да ги пречека своите гостија. Ви благодарам уште еднашка.
Teško će biti za prevod, ja mislim, ама се извинувам на гостите кои што не го познаваат македонскиот јазик. First of all, I would like to most sincerely thank you for this honor and for this attention. In particular, it has made me exceptionally proud. As we age, awards become, in a way, less and less important for us, but there are two types of awards which stand out here, and those are the awards that come from the audience and from your own colleagues. And to me, this award in particular, it is really a great pleasure, and it is of great importance for me. Everyone knows how difficult it is to realize, to achieve your vision through work of art, such as film. And many of the people, of the colleagues who have presented me with this award have worked with me because I have worked in my films with thousands of them, with hundreds if not thousands of them. And we all know about the sacrifices that are necessary, and in particular the struggle with oneself that is necessary for an author to truthfully present his or her vision on the big screen, and for the audience to be able to perceive it and to see through it, to really feel it in a way. Another thing that I'm very happy, I would like to draw your attention to is, I think that, as Izzy already mentioned, most of my films deal with some themes. The most important themes in my films are freedom and love. And those are probably the themes that for the past 300 or 350 years have been dealt with by the most important philosophers, such as Locke and Hobbes and Bacon. And I would like to appeal to the politicians here and to the other people here to once again reevaluate the most fundamental and most important values of modern civilizations, such as democracy, among them the right to life, the right to freedom, the right to property, and so on. And one thing that I'm particularly happy about and proud of is that the name of this award is presented by the Films Association, the Film Workers Association from Macedonia, and I urge everyone to try to preserve our identity by keeping the original name. Once again, I would like to wish you all good health, and I do hope that next year this virus, this COVID will be gone as if taken with a magic wand, and we will be able to proceed to have this festival here in Bitola and be hosted by the amazing audience in Bitola. Thank you again.